уште едно задоволство, а тоа е сакам да ви информирам дека Филозофскиот факултет оваа година слави уште една, ако може така се каже, еден успех, да речем победа, бидејќи тоа е малку една застарена технологија, ова е терминологија. Имено за прв пат Филозофскиот факултет оваа година ги добива првите дипломирани студенти на студиите по дефектологија. Ова за Филозофскиот факултет е посебна радост, бидејќи овој факултет има скоро 8 деценijска традиција во образувањето на кадри за во многу области. Овој факултет на некој начин беше јадрото на просветителската дејност во овие простори. Овој факултет беше јадрото за конституирање на Универзитетот Свети Кирил и Методија, за Македонската академија на науките, за бројни културни, научни, јавни и други институции во Република Македонија. Нашата гордост е што Филозофскиот факултет после осамостојувањето на Република Македонија како самостојна и суверена држава, која остана без високообразовна институција која што ќе формира кадри кои што понатаму ќе работат со нашата популација, која што има пречки во нивниот психофизички развој и се напати со тој проблем и благодарение на една група на ентузијасти професори, пред се од Институтот за педагогија, од Институтот за социологија, психологија и другите институти, но предводена од професорот Ајдински, кој што дотогаш беше професор на Градскиот технолошки факултет и други луѓе кои што не се на примене да ги спомнувам, успеавме после 4 години да ги добиеме и првите кадри од оваа научна област. На овој план сакам да ви кажам дека пред нас постојат многу предизвици. Затоа што секој почеток, секоја нова работа бара простор, бара време, бара кадри, бара литература, бара сондирање или банка на податоци на база на која ќе се градат научно-истражувачките посвети во таа област, односно бара на потребна, долгорочна работа која што е примерна на универзитетот, мислам примерна за универзитетот. Од тука ние остануваме во рамките на Филозофскиот факултет како институција која што ќе изложи сите своји капацитети во човечка смисла, во материјална смисла, да од овие студии направи, ако може така се каже, пристојна институција, која што нема само да се занимава со производство на кадри, едуцирање на кадри, но и нешто пошироко да создаде научна база, која што ќе овозможи и на државата и на другите институции на еден повисок степен да се занимаваат со проблемите на развојот на популацијата која што има пречки во психофизичкиот развој. Ви благодарам за ова внимание и сега сакам, пошто професор Ајдински, ръководител на Институтот за технологија, сака и тој да се обрати до дипломираните студенти и до нивните родители, го дава збор на него, а покана за нас на Институтот за дефектологија оваа свеченост представува посебен настан, бидејќи е прв во културната историја на Република Македонија. Оваа генерација имаше таа среќа да ги следи на македонски јазик во родната земја дефектолошките студии, кои започнаа во учебната 1993-1994 година. До 1994 година дефектолошките студии, нашите студенти од Македонија ги следеа во многу други земји на Балканот и во свет. Токму заради тоа, дефектолошките студии при нашиот факултет и универзитет воедно значат и историски прилог во градењето на целокупниот идентитет не само на образовниот систем, туку и на нашата држава. Факултетот што помогнаа овие студии да се отворат, на деканатот и посебно на деканот Најан Доцевски. На студиите и за оно што го покажаа. Од 23 студенти што абсолвираа, имаме 4 со протечен успех на 9. За да се задржи тој дух на напревар и за борба за квалитет, Институтот за дефектологија донесе одлука секоја учебна година да прогласува студент на генерацијата на институтот
A ova godina